Прво сакам да ве поздравам сите присутни на оваа трибина. Посебно сакам да искажам благодарност до воведните излагачи, до професорот Аладжиев, до представникот од Државна комисија за спречување на корупција, исто така и до поздравам Слажана Тасева и новинарот Саша Димовски. Веќе ние дел од практично од поентите кои што треба да ги презентираме тука, веќе ги презентираме и пред медиумите. Се надам дека дел од нив ќе ја проследат оваа дебата до крај. Очекувам да се вклучат и присутните со своји прашања по излагањата на тие што треба да презентират, речеме, да ги презентират своите ставови. Значи, неподелено е мислењето дека во Република Македонија има криминал, тој процес на криминализација на државата и натаму продолжува, и исто така дека не постојат ефикасни институции за борба против тешките облици на организиран криминал. Јас само сакам да посочам еден пример кој што беше презентиран на некој од медиумите во текот на вчерашниот ден, дека има сомнижи во одредени јавни набавки кои со високи износи 100 милиони евра, 200 милиони евра, и сега ако досега да во основа овие тешки кривични дела ги инициираа медиумите или пак невладениот сектор наместо државните институции, се поставува прашање која е таа институција што ќе ги провери тие сомнежи. Нема таква институција, бидејќи сите се партизирани и под директно влијание и контрола на партиите на власт. Затоа предлагам агенција за борба против тешките облици на организиран криминал и висока корупција, која што ќе биде самостојна. Уште на почетокот сакам да нагласам дека таа ќе има во основа задача да открива, значи да работи на откривање на тешките облици на организиран криминал, да го открива скриениот имот на носителите на високи јавни функции, да предлага задолжително конфискација на имотот и да предлага забрана на политичко действување. Во основа институција треба да биде самостојна и тоа може да се обезбеди преку бордот што треба да го поставува директорот на агенцијата. Бордот од 12 или 15 експерти, врвни експерти, првенствено мислам тука на професор од Универзитетот Свети Кирил Методи, на тројца врвни новинари кои што ги следат тешките облици на организиран криминал, натаму невладиниот сектор. Се разбира дека предлагам да има представник и Државната комисија за спречување на корупција, која што покажува видни резултати, активности, но немат сите тие активности завршница, и затоа предлагам оваа агенција меѓу другото да постапува по барање на Државната комисија за спречување на корупцијата, но и тие ќе имат свој представник во бордот. Значи бордот ќе биде сосема независен, се уште отворена е дилемата како да се конституира тој борд, дали тоа да го прави комисијата за избор и именување при парламентот или на сугестија на некој од експертите предлагат таа работа да не биде преку парламентот, бидејќи повторно ќе селектират само партиски кадри. Че тоа е во основа суштината, инаку знаете, не може да создаде овој народ толку колку што власта може да растори и украде. Тоа е главниот проблем и затоа овој криминал полека, но сигурно ја нагризува или ја јаде државата. Без ефикасна борба, без ефикасен заокружен систем за борба против тешките облици на криминалот, мислам дека државата и натаму ќе стагнира. Значи, криминалот стана вредностна категорија, а не зло со кое што треба да се справиме сите. Околу дилемите се разбира дека таа ќе биде државна институција, финансирањето ќе биде од буџетот, од парите на граѓаните, и самото формирање само по себе ќе значи генерална превенција. Ако имаме сега крупни случаи, огромни случаи со огромни износи, дали тоа ќе биде во тој износи штетата, не знам, добивката и сето тоа што е врзано за одреден предмет, замислите да се спречи криминал од 100 милиони евра на штета на државата. А оваа институција ќе се финансира
практично од парите кои што сега ги користат постојните институции, а тие не се ефикасни, немат успех во борбата против корупцијата. Таму има експерти, но се разбира дека тие не можат да работат бидејќи се под директна контрола на партиите на власт. Исто така, значи ќе се намалат таму бројот на извршителите од сите тие институции, ќе се направи еден, да речеме, еден тим од 50 на луѓе кои што ќе работат на откривање на тешките облици на криминал. Се надам дека ќе добиеме поширока поддршка затоа што досега во изминатите години имаше обиди да се дел од решенијата во овој проект декри да се имплементираат, но никогаш не добија завршници затоа што ниту една власт, ниту една влада не сака да формира институција која што ќе работи и против нив, и против председателот на владата, и против министрите, се разбира доколку се вклучат во криминални активности. Јас сега нема многу да должам, бидејќи сакам да оставам простор на експертите околу оваа тема. Важно е дека се работи за сосема независна институција, која што ќе има широки законски властувања, која што ќе има вработени со посебни прави властувања, ќе бидат овластени службени лица, ќе можат да ги преземат сите оперативно-технички мерки или така наречени посебни истражни мерки, без чие користење многу тешко можете во овие услови да откривате тешки облици на криминал. Се надевам на поддршка од сите пратеници, на мене ми е клучна поддршката од експертите, од медиумите и морам да нагласам тука дека од 2005 година до сега најголема поддршка сме добиле од медиумите и од невладиниот сектор. Значи, најголем отпор пак имаме од власта, од партиите на власт. Нова расправа во парламентот ќе се види кои политички партии се за ефикасна борба, за воспоставување на ефикасен систем кој што ќе работи на откривање тешките облици на криминал, а кои се само за вербална борба против корупцијата. Криминалот преку пресконференции не се сузбива. За да се сузбива криминалот треба да има навистина здрава, независна институција, експерти кои што ќе бидат, да речеме, резистентни на било какви влијанија, и политички, и бизнис, разбира, и на можни коруптивни влијанија. Еве со тоа ќе завршам. Драго ми е што има толку многу присутни, има огромен интерес од медиумите. Ова тема ќе биде практично актуелна, бидејќи за неколку дена ќе го поднесам предлог законот за Агенција за борба против тешки облици на организирана криминал и висока корупција и ќе има таму дебата и очекувам да добиеме поддршка, бидејќи се сопаѓа времето кога и амбасадата на Соединетите Американски држави и Европската унија инсистираат да се отвори робусна борба против тешките облици на криминал. Благодарам на вниманието. Благодарам, господине Трајанов. Сега би продолжиме со дебатата со нашите гости. Како долгогодишен професор по кривично право, професорот Горан Калеџиев е постојано присутен во медиумите со критички забелешки за начинот на кој функционира и нашиот правосуден систем и за потребата од суштински реформи на институциите кои треба да се борат против организираниот криминал и високата корупција. Професоре Калеџиев, во времето на создавањето на СЕО бевте еден од спомнуваните кандидати да водите оваа институција која доживеа вистинско фијаско подоцна. Каква е вашата оценка? Имаме ли шанси со нов институционален дизајн да почнеме сериозно да се бориме против организираниот криминал и високата корупција? Благодарам. Пропадна се ја бар се спасив. Така изгледа. Не е лесно во држава во која што има многу слабости на системот, и во кој што имате проблеми со поддршка на институциите. Треба да сведни. Да функционирате оптимално. Затоа и овој сериозен проблем со право прашува новинарите дали ние немаме веќе доволно дела кои што се борат со криминалот и корупцијата.
и дали може би уште едно ново би направило повеќе проблеми од колку што би се разбира, тоа е секако едно да се чува. Тоа е секако едно од прашањата кои што и натаму ќе не следат. Во секој случај ние имаме сериозни слабости. И моето генерално мислење е дека никој што имаме доволно органи и капацитети, што имаме проблеми криминална корупција, така што никој што не можете. Искрено, искуствата од Италија, која што имаше во Европа верувам најсериозни проблеми со организиран криминал, се напротив позитивни со повеќето полиција и повеќето органи, меѓу кои специјални антимафија, каде што, да речем, тоа учество на повеќе институции во фазата на откривање и гонење дава позитивни резултати. Ние во Италија земавме уште еден многу важен пример кој што не е што е разлика. Тоа беше соработката почесна помеѓу полицијата и обвинителството, идејата за истражни центри во новиот ЗКП, кој што е само едно од недокрај искористените алатки. И мојата одговор на новинарите беше во таа смисла дека формирање на една нова институција која што посебен аспект би го нападнала криминалот и корупцијата, не треба да се свати како причина да ги запоставиме унапредувањето и на техничкото опремување, обуките и институционалната опременост, генерално и јакнење на другите институции. Било откривачки, било оние што се бават со превенција, било овие што се бават понатаму со гонење, судење и слично. Така што во тој дел немаме исто така никаква дилема. Се разбира една можност за преклопување на активностите и потреба од координација ќе се јави и во таа смисла и самиот ќе образлушам. Мене се не ми е многу јасно дали ова се прилика да изнесам се што имам за ова. Се немавме договорено дали ќе оди преку како некогов разговор или ќе одиме со ред да си каже еве тогаш јас на брзина ќе се обидам да сумирам она што го сметам за најважно. Ќе гледам да не држам предавање. Една работа е многу важна, таа исто ја спомнав во изјавата за новинарите. Или две главни поенти би рекол или некои критични точки се квалитет на овие решенија. Едното е веќе видливо и го кажа господинот Трајанов, а тоа е проблемот на силната партизација на општеството, која што од една страна е мотор, особено проблемот на партизацијата и коруптивноста на политичката елита и на политичките партии сами по себе, кои што едноставно, освен риторика, немаат никаква намера да покажат промена на навиките што ги сметаат за нормални у суштина, а тоа е дека може да чепкаат или не имаат привилегии по освојување на власта и дека тоа е така уствари нормално и затоа и се борат за власт. Тоа е едниот проблем каде што тие се дел од моторот за корупцијата и криминалот, но нас не загрижува, нели, го адресираме денеска овој проблем, каде што тие со моќта што имаат и влијанијата ги покриваат дел од институциите и органите што треба да работат или се задолжени за откривање и гонење на криминалот. Значи, како во делот на откривање, така и во делот на гонење и добар дел од овие се или исто така партизирани или се освоени на некој полесен начин. Кај нас, за жал, овие советите, например, кои што треба да бидат заштита на судството и обвинителството, стана една од главните алатки за влијанија. Исто така, председателите на судовите и на обвинителствата раководните луѓе се исто така, би рекол, дел од најодговорните преку кои што ствари течат овие канали на влијанија, што се на се представува проблем во борбата со криминалот. Значи, од една страна го генерираат, од друга страна го спречуваат борбата со криминалот и
предноста на оваа институција на која што се заснива во добар дел нејзината логика е да се најде начин преку специјалниот начин на избор на телото да се обезбеди едно тело со истражни одговорности на откривање на корупцијата, а кое ќе биде условно речено максимално независно. Сега тоа се разбира не е ниту лесно да се постигне со оглед на сето искуство што до сега го имаме негативно. Така што тој дел треба докрај да се изведе и самиот предлагач Трајанов кажа дека тука уште имаме дилеми дали изборот пак на тој борд или што и да е, самиот ќе биде подлежен да влијане ако оди преку собранието, што знаеме дека е теоретски можно и треба уште малку да се размисли ако се сака да се постигне овој ефект. И дека ако тој ефект не се постигне, тогаш ова тело само би се вклопило во слично со другите капацитети, не би имало никаква предност во смисла на интегритет и доследност во борбата. Вториот дел е тој што ние добар дел од вниманието последно време, особено заради медиумите, го фокусираме врз работата на судството и делумно во последно време и на обвинителството, со кое што ги следиме проблемите на дел од процесуираните случаи и при што се запоставуваат да се разгледуваат проблемите кои што се посуштински, а тоа е слабостите во откривањето и процесуирањето почетно на предметите, кој што е статистички многу поголем проблем. За жал, како се обидов да прегледам некои нови статистики, од времето кога последен пат сум пишувал за овие работи, и можам да констатирам дека и на ова поле имаме надолна линија, имам практично недостаток на понови статистики. Практично од после 2017 нема скоро ништо. За жал, Заводот за статистика веќе не ги издава оние публикации, ниту ги има во PDF за движењето на криминалот и слично, каде што ми може да ги следиме овие појави. Тука нема ни да се впуштам во проблематиката која што и нив им беше на пат овие статистики да се усогласат малку и со новиот модел на кривична постапка и на поставеност воопшто на новиот модел на системот, бидејќи статистики да го следа условно речено стариот модел со истражни суди и слично и со пасивно обвинителство. Но она што е очигледно е дека бројот на неоткриен криминал е непознат. Она што е познато е дека бројот на откриени кривични дела со наводно неоткриени сторители останува и натаму огромен, се движеше традиционално околу 50%, од година во година знае да расте и да стигне дури во некои години до 70. Значи, отприлика имаме откриени кривични дела годишно меѓу 20 и 30 илјади, некои 20 години наназад, со некои успони и падови, од нив пола се наводно со неоткриени сторители. Тоа е преголема бројка, нереална, би рекол, бројка, во која што практично пола од криминалот и корупцијата, за кој што некако сме дознали или некој ги пријавил, наводно не знаеме кој ги направил. Тоа е сериозна бројка, се мисле 15.000 случаи откриени. Се колку се неоткриени, она што го викаме ние темна бројка на криминалот и на корупцијата е посебен проблем и практично никој не го истражува. Ако не се лажам, на тоа магистрираше Сладја на време на темна бројка на криминалитет и може би ќе каже и она нешто. Сакам да кажам дека овој дел на проблематиката е посебно загрижувачки. Пред судот доаѓаат од прилика 7 до 10.000 од овие 30. Исто така, прашањето на процесуирање и на односот меѓу обвинителство и полиција е исто така релативно неистражен. Знаеме дека кулминира во случаите со Државната комисија. За жал, она не поднесува, по мене
ја никогаш не разбрав зашто државната комисија не поднесува кривични пријави, туку иницијативи, иако тоа у суштина по мене се кривични пријави. И е многу чудно за било кој што се бави со оваа проблематика, ако ги гледате кривичните пријави што доаѓаат до обвинителство од граѓани или од правни лица, тие во многу поголем дел отколку оние од полицијата се одбиваат. Значи практично скоро сите што доаѓаат од полицијата се прифатени. И сега се прашате како ако сите што доаѓаат од полицијата, која е наводно колку толку стручна, иако знаеме сите со кои проблеми ги имаме внатре во полицијата, како антикорупцијската комисија во која што гледаме дека работат што се вика од петни жили и со голем степен на интегритет, барем по угледа што ги имаат во јавноста, имаат таков неуспех пред јавното обвинителство, при што никој во државата не се бави со тој проблем да ги проучи која е причината сега на тој степен на неуспех на иницијативите, односно пријавите на комисијата пред обвинителството. Така што во овој дел на откривање и гонење секогаш има поле за унапредување и на капацитети кои што со еден професионален однос и интегритет би можеле да дадат значаен придонес. Тука се разбира, се надоврзуваат сега еден куп на проблеми. Прво, би било уште подобро ако ние тој проблем го решаваме со едно независно обвинителство, кое што, како што беше СИО, кое што би имало, освен собствени истражни капацитети, би имало и можност да гони, значи не би зависело од оној филтер што го имаме во обвинителството, кое што и натаму гледаме дека е под силни партнерски влијанија. Меѓутоа, идејата за СИО, за тој степен, тој вид на организација, за жал ја закопавме и едноставно на луѓето им се одмили после скандалот со КТЦ Јадева, така што дури и да предлагате сега една институција и со такви капацитети, не е многу, нема големи шанси да успее со оглед на тој негативен имидж со кој што завршија во јавноста, можеше и да не биде така. Ќе се задржам само неколку прашања што се битни, кои што јас се разбирам ги познавам подобро од аспект на тоа што е моје поле на интерес, предавајќи кривично процесно право. Може да се поработи на овластувањата и на полето на работа. Мислам дека во јавноста нема да им изгледа на луѓето симпатично тоа што овластувањата на ова се овдека уствари преземени на некој начин со скратена верзија од Агенцијата за безбедност. Бидејќи тоа се агенциите за разузнавање и поранешната УБК, сега Агенција за национална безбедност, се сепак од друг тип на организации и би рекол и оние овластувања кои што тие ги носат со себе или кои што се провлекуваат и овдека во текстот на тајни соработници, тајни методи ваму таму, нити се реално потребни, ниту се клучни, би рекол. Имаме доволно методи и можности за пристап до информации и по другите закони, односно пред се закон за кривична постапка и посебните истражни мерки, но ја би направил повеќе можеби само линк кон овластувањата што ги имаат полицијата и финансиската полиција, бидејќи ова истражно тело по самото тоа што би работело на откривање би ги имало овластувањето што експлицитно ги спомнува законот за кривична постапка. Меѓутоа, на тие што не се упатени не знаат дека добар дел од овластување или битни овластувања, ако што се користат, бидејќи се содржани во закон за полиција или закон за финансиска полиција, и би можела некој таков линк да се направи за да има, да речам, доволно. И од тој дел ова би било по овластувањата, по мене нема причина зашто би се разликувало во однос на овластувањата и методите од другите елементи на истражни органи за откривање на криминалот.
Улогата која што се дава, може би е добра за образложение, улогата на инсистирањето на конфискацијата, по мене тоа е усуштина би следувало и со самите процесни закони. Ние и така во системот имаме обид да се изврши конфискација и заплена на имотот нелегално стекнат и претходно мерки за замрзнување, слично веќе имаме и без тоа. Така што тоа не би имало потреба може би да биде во посебни одредби, може би се спомнало во преамбулата. Исто како и откривањето на имотот кој што е скриен, тој би бил во рамки на откривањето на самиот криминал и на корупцијата. Не знам зошто би било откривање на скриен имот некакво посебно овластување на агенцијата. Се разбира, едно од поважните прашања кои што ќе бидат сигурно предмет на дебата, ќе биде односот помеѓу овие институции, дали ќе успее и дали има потреба оваа институција да се ослони на собствените капацитети или е битно да проба да координира и да ги користи и другите. Ние можеме, ако ставиме надлежност за таа има потреба да ги координира, со право ќе ни приговараат дека таа улога во системот има јавниот обвинител. И тоа е навистина точно, дека јавниот обвинител по ЗКП и по Законот за обвинителство е орган единствен со и најголеми овластувања кои што ги има. Ги има самиот овластувањата што ги има другите органи, а друго има улога да ги координира овие кои што се повеќе. И сега би имало некаква двојна координација, некаква конкуренција. У суштина, што ќе ви да координирате органи кои што и така, ако тие навистина не сакаат да соработуваат. Ако е тоа наша претпоставка дека овие се под влијание и самите корумпирани и слично, така што тоа не би бил и некаков голем, да речем, придонес. Но би останале со тоа дека главниот квалитет би бил уствари тој интегритетот, би рекол, со користењето на сите можности што и вака би ги имала една истражна институција, доколку навистина се обезбеди ова прашање што го зборуваме, дали начинот на избори, тоа тампон тело би било на некој начин гаранција за таа независност. Толку е вака како вовед, па помнатага би се на добар зал ако треба. И благодарам господине Калајджиев. Иако полите се прашање за фактички реформа на комплексен правосуден систем во контекст на јавната опозицијата, на јавното обвинителство, опозицијата на судството, изборот и така натаму, што е исто така дел од нашиот проект Декрим, меѓутоа овде сепак не се задржуваме на клучниот орган пред се за водење на истраги во оваа смисла и откривање на организиран криминал и корупција. Државната комисија за спречување на корупција последниве неколку години во нејзиниот нов состав е можеби, како што каже господин Трајанов, најсветлата точка кога станува збор за борба против корупцијата и за судбиот на интереси. Познато е дека ДПС го отвара предмети по одредени области за корупционни случаи на функционери за судбиот интереси, но сепак таа има ограничени ингеренции, а покренатите предмети знаеме дека преднадлежните институции често не доживуваат кривично правна врска. Господине Георгиев, како член на Државната комисија за спречување на корупцијата, што би било вашето искуство на работата, можеме ли сериозно да напредуваме во борбата против организираниот криминал и корупцијата, се со оваа улога што се предвидува во нацрт законот за новата агенција и во соработка со Државната комисија за спречување на корупција. Да, ви благодарам. Сепак ќе се навратам накратко на она што го каже и господинот Трајанов, но и професорот Калајджиев околу генералната ситуација со корупцијата во
во држава во Македонија. Ќе се осврнам на извештаите на Греко, да речеме, знаете, тие се на Советот на Европа. Четвртиот круг оценка Македонија беше во 2013 година, 10 години после тоа, ние се уште пишуваме извештаи кон Греко со цел да покажеме дали сме ги оствариле тие препораки или не. Да ви кажам, искрено, се уште дел од тие препораки не се остварени. Тоа говори колку е навистина и политичката волја и на претходната власт и на сегашната навистина да сериозно се зафати со тоа. Пак велам, овие извештаи се однесуваат пред кон интегритетот и кон промовирање на доброто владење или доброто управување на институциите. Петиот круг на Греко беше во 2019 година. Извештаите за усогласеност се уште не се слаби во тој поглед. Европските извештаи за напредокот на држава исто така укажуваат дека, како што тие вообичаено користат терминологијата, имаме умерен напредок или по смисол преведено на наш јазик значи дека ние стагнираме во борбата против корупцијата, не се вели дека назадуваме, но тоа укажува дека немаме никаков посебен напредок во последниве години, освен што на вистина за волја на вистината се истакнува неколку предмети што беа отворени во јавното обвинителство, предметот за Рашковски, да речем, или така натаму, но и работењето на Државната комисија за спречување на корупција. И сега тоа ме носи назад кон она што кажавте околу самите иницијативи на Државната комисија за спречување на корупција. Има два вида иницијативи што ние ги поднесуваме и се сложувам со професорот зашто се велат тие иницијативи, така во законот напишано, иако на вистина начинот на кој што ги подготвуваме иницијативите со целата таа претходна подготовка и истражување не е оперативно, но административна истражување со брзоста на документи носат иницијатива за покренување на постапка пред надлежното јавно обвинителство и вообичаено, како што кажавте, на вистина нема фидбек од јавното обвинителство добар, иако е тоа сериозна забелешка и во извештаите на Европската комисија, каде што децидно се наведува дека другите надлежни институции треба да ги следат препораките, односно иницијативите на Државната комисија, вклучувајќи го, се разбира, тука и Државниот завод за ревизија. Вториот дел на иницијативи што ги поднесуваме се иницијативи за одговорност. Обичајно тие ги поднесуваме пред владата во однос на актуелни, значи, министри или директори на агенции или на јавни предпријатија. За жал, исто така не можеме да кажеме дека постапувањето по тие иницијативи за одговорност, што значи разрешување, дека се задоволителни или дека имаат некаков позначаен ефект. И тука сега се постава прашањето на вистина што Државната комисија да прави во оваа ситуација. Меѓутоа, бидејќи тоа не е тема на денешнава трибина, јас себе ќе се навратам малце и на повеќе на самиот предлог на закон за агенција што е предложен од господинот Трајанов. Јас во моето искуство, скоро 20 години во оваа проблематика, знам за овој предлог уште 15 години. Има од тогаш декри, точно е тоа дека се викаше првиот предлог. Беше дискутирано секам од тоа време и со Моника Макова, и таа беше како советник на тогашниот премиер во владата, назначена од страна на Обединетото кралство, меѓутоа некако не најде позитивна одговор целата таа иницијатива и сега повторно пред нас се доставува еден предлог на закон кој што се нарекува Агенција за борба против тежок криминал и корупција. Самиот наслов така е малце би рекол застрашувачки, што всушност значи тежок криминал и корупција, ако во самото образложение на законот се посочува што се подразбира под тежок. На едно место вели во самиот закон, значи за дела или случаи над 300.000 евра, иако во образложението на крајот стои 100.000 евра, така да ќе треба веројатно тука да се усогласи, меѓутоа да. Меѓутоа прашањето повторно се ведно како ќе се проценува, кој ќе ја проценува таа вредност, во кој случај, дали тоа значи дека 10.000 евра помалце нема више да бидат предмет. Знаете, тоа јавува повеќе дилеми. Така да јас
Еве моево образлагање повеќе ќе го заснам на дилемите што се појавуваат околу постоењето на едно вакво тело, не со цел да прejudicирам дека не треба да постои, меѓутоа се со цел да се разрешат пред навистина да имаме сериозна дебата околу потребата од постоење на едно вакво тело. Неспорно дека борбата против корупцијата во држава треба да зајакне, меѓутоа се поставува прашањето дали е потребно ново тело, онака како што е образложено во предлог законот, или можеби со зајакнување на веќе постојните тела што се воспоставени и со закон, и со практика, меѓутоа кои што немаат доволно капацитет. И веќе спомнам истражните центри, знаете сами, од 4-7 колку се предвидени, само еден, ако не се лажам, е функционален. Значи, 7-8 години колку наназад, овие центри наставно немаат капацитет, не им се овозможува да работат за она што би требало да го работат, тоа е токму поддршка на јавното обвинителство и преку истраги и комплетирање на случаи. Генерално институционалната рамка во државата ги содржи телата традиционално што се борат против корупција, почнувајќи од највисоко до јавното обвинителство, па и специјално, основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција, тука е финансиската полиција, тука е полицијата, бирото за јавна безбедност, дирекцијата за спречување перење пари, управата за јавни приходи и конечно и Државната комисија за спречување корупција, која пред се е превентивно тело, така е согласно законот, меѓутоа сепак законодавецот дал можност да постапува и по предмети со кои што ќе се иницираат кривични постапки или постапки за одговорност пред други надлежни тела. Значи, тука улогата на Државната комисија е на одреден начин ограничена. Во самиот предлог на закон, во образложението, исто така се наведува и компаративните искуства, кои што се користени за формирање на една ваква агенција. Се согласувам дека има добри примери, како што беше спомната и Италија, можеби, за едно вакво навистина тело кое што би се борело со финансиски или друг организиран криминал и корупција. Меѓутоа е посочена, да речеме, и УСКОК, тоа е Хрватската, не е тоа агенција, тоа е тело за борба против корупција, меѓутоа тоа е навистина сосема различно, бидејќи тоа составено од јавни обвинители. Тоа јавно обвинителско тело пандан, би рекол, условно кажано, на нашето основно јавно обвинителство за организиран криминал и корупција. Се споменуваат уште неколку тела, меѓутоа и тие се пред се превентивни, како што и Државната комисија за спречување корупција. Меѓутоа, ајде да одиме сега на најважниот модел, како би се обезбедила независност на ова тело, се со цел да не се претвори, како што беше кажано, за жал со некои лоши искуства што ги имавме со специјалното јавно обвинителство, но еве да го споменам тука едно, не е ни тело, еден кабинет што се формираше во рамките на владата, тоа е вице-премиер за борба против корупција беше нели на почетокот, кога понатаму беше оценето веројатно дека не ги дава резултатите што беа можеби иницирани од владата, па сега се вели вице-премиер за добро владење, така. Значи тоа тело, кабинет продуцираше многу идеи, многу заложби, многу барања од институциите, но на крајот од краиштата се види дека не може адхок решенија да се применуваат во праксата и да се очекуваат резултати. Тоа е повеќе за јавноста, веројатно. Се споменува во самиот предлог закон дека директорот на оваа агенција ќе го бира управен одбор составен од 12 членови. Меѓутоа, навистина се согласувам и со господин Трајанов што спомна, се уште не е одредено кој пак ќе го бира тоа тело. Тоа е многу важно, затоа што таа тело ќе има исклучиво надлежност да контролира работата и на самиот директор. Предлогот дека ќе има професори универзитетски веднаш ќе најдена веројатно забелешка зашто да се само од Универзитетот Свети Кирил и Методи, зашто не и од другите. Нема точно наведено дали да е правник, дали да е економист. Но да не влегувам во другите детали, се споменува дека член на овој управен одбор би бил и член од Државната комисија за спречување корупција. Веднаш ќе ви кажам дека тоа не е можно.
затоа што по согласно Законот за спречување корупција и сувени интереси во членот 44 е децидно наведено дека избрано именувано лице не може да биде член на управен одбор на било кое друго тело. Ние по тоа и често постапуваме, поради тоа ги изрекуваме токму и тие иницијативи за одговорност и кон владата, зашто се гледаме случаи каде што токму се прекршува тој член. Што значи дека не би можел да биде член на тој управен одбор нити судија, нити обвинител, бидејќи кај нив се знае дека исклучиво може да се занимава со својата област. Директорот, освен што има одредби дека треба да има, дека ќе биде за 7 годишен период и така натаму, нигде не е утврдено врз основа на што ќе се бира, во смисол дали ќе има јавен оглас, ќе се распишува, па ќе се постапува. Знаете, фалат многу детали на кои што навистина има тоа. Добро, не го најдов јас во предлогот. Вели да не бил член на политичка партија. Знаете, кога и нас, како членови на комисијата не бира, тоа беше дискусија дали може да се забрани на некој за да биде избран на одредена позиција да не е член на политичка партија. Може би може, иако велеа дека е противуставно, па кај нас кажа дека 10 години наназад да не биде член во органите на политичка партија. Затоа знаете, член на политичка партија сум до денес, утре ќе поднесам барање да ми се раскине нели членството и фактички јас веќе може да конкурирам. Сакам да кажам, има многу детали кои што треба да вистина да бидат осмислени и разложени пред да дефинитивно сериозно се земе во предвид потребата од вакво тело. Понатаму надлежностите и господинот Калаџиев ги елаборираше околу испитувањето на имотот, конфискациите, јас сметам дека досега доволно уредено тоа, меѓутоа една работа што не беше спомната е тоа дека би се спроведувала лустрација, односно забрана за политичко дејствување доколку избран или именуван функционер нели биде осуден правосилно со казна затвор поради криминал или корупција. По мене се сложам дека е ова потребно, јас знам дека во праксата на други земји постои, меѓутоа тоа е уредено во самиот изборен законник. Значи, доколку некој од кандидатите за избори претходно бил осуден, тој нема право да се кандидира. Ми се чини тоа го има и во Франција, и во Босна и Херцеговина. Така да, по мене нема потреба тука да посебно ова се уредува на предлог на оваа агенција, некој да биде лустриран во смисол дека не може да учествува или да има позиција. Околу самите надлежности, да вистина, пред се тие истражни надлежности, кои што вклучуваат, беше дискутирано дури, како што вели во предлог законот, да предлага да се употреба на специјални истражни мерки во претходниот член, а во наредниот веќе имаме како надлежност да ги применува истражните мерки, специјалните истражни мерки, по мене да се предлага, кај нас се знае кој предлага само јавниот обвинител, во примената веќе уредено и со кривичниот со законот за кривична постапка, ми се чини дека се тоа само МВР, финансиска полиција и царинската управа, што значи ќе треба голема интервенција и во овие други материјални или било какви системски закони. За кој може да работи во ова тело, постојат 3 опции, значи на конкурс, со преземање и она што е најспорна, пак би рекол за мене, е без јавен оглас. Ние како институција се соочивме со огромен број пријави уште во 2019 кога почнавме да работиме во овој состав за вработување во полицијата токму на овој начин, без јавен оглас. Значи имаше сериозни забелешки и се издржани, неспорно, огромен број на такви вработени беа блиски лица на пратеници, на нови функционери и така натаму. Значи се користеше како еден вентил повторно за политизација и на самата полиција. Да се вработуваат кадри блиски до актуелната власт. По мене тоа е ризик, доколку и овде се примени, што доколку навистина немаме интегритет или во текот на времето со промена на управниот одбор или на директорот, се доведе на ситуација да и ова тело биде исполитизирано како што се случува и со сегашните, за жал, институции кои што работуваат на овој начин. Да не должам повеќе, поголемиот дел понатаму од самиот закон и од одредбите се однесуваат околу дисциплинските поставки и така натаму.
По мене треба подобро да биде обработен првиот дел околу надлежностите, да бидат појасни и околу изборот на управниот одбор, евентуално и директорот и заменикот директор на овие позиции, се со цел да се доведат навистина луѓе со интегритет и независни од било која актуелна или не е важно политичка структура во земја. Само на тој начин ќе може да се оствари успех во борбата против корупцијата. Самиот закон во воведот се наведува дека најопасен е институционалниот криминал. Јас би рекол, не знам што е институционален криминал, но може да збориме за институционализиран криминал. Меѓутоа, најопасно е кога на челот на вакви институции или во вработените ние имаме луѓе без интегритет, односно зависни од политичките партии. Било кое тело да го смислите и најдобрите алатки да му ги дајете да работа, ако се нема воља, ако се луѓето што работат таму наистина корумпирани, институционализирани, односно под влијание на политички партии, нема да има успех. Значи, во таа насока, евентуално овој предлог треба повеќе да се движи. Па еве, јас за сега толку, па да видиме понатаму за другите. Благодарам. Благодарам, господин. Дали се слушаме, господин Тасов? Изгледа не ми слуша. Јас за еден момент ја изгубив конекцијата, не слушам. Добре, ако се слушам... Почеток на најава, меѓутоа не знам дали веќе можам да се случи. Да, во ред, ако сакате да повторам прашањето, како експерт од оваа област, како го оценувате овој нацрт закон за создавање нова агенција и дали сметате дека на тој начин може да се подобрат резултатите во борбата против организираниот криминал и високата корупција? Најпрво благодарам за поканата за учество во оваа дебата. Вистина, мислам дека треба да разговараме на оваа тема. Прашањето дали има потреба за формирање на ваква агенција, може би го сметавме за неосновано. Пред 10 или 15 години, како што ви се и младо година. Меѓутоа, мислам дека веќе е време да поразговараме на темата како да воспоставиме ефикасна борба против организираниот криминал и корупцијата, затоа што од 96-та година, кога за прв пат ги воведов на политички закон, не покажавме резултат во борбата против корупцијата и во борбата против организираниот. Добро дошли се.
закон, дали е добра таа идеја или како би можело да се дополни, јас направив дали уште ќе би поискано на поднесителите на оваа. Според мене, една само ваква институција се формира, се уште нема да подраде последователен резултат, ако ние однатаму го имаме проблемот со јавното обвинителство и проблемот со судовите. Затоа може би е добро да разговараме и да размислуваме целина. Искуството со специјалното јавно обвинителство беше лошо. Меѓутоа, не знам дали луѓето, како што каже Гордан, би отфрлиле веднаш секоја идеја имајќи го предвид тоа искуство. Затоа што очигледно е дека постоечко обвинителство за корупција се уште не ги постигнува очекувањето за правење работа е почнато таму или за создавање на услови. Меѓутоа, се уште постои овој систем на само ова парка на што работа затоа што може би се незаштитени. Затоа јас повеќе би сакал да размислуваме и во целина, да видиме кој ќе постапува на парка. Како ќе имаме ние доверба дека тоа што сега е слаба точка во системот, тогаш ќе функционира. Мислам дека иницијативите на комисијата можете да ги видите сите иницијативите од првиот состав на Државната комисија за истрачување на корупцијата, во кои што во голем дел учествував јас и Трпеновски, и Маневски и сите членови на комисијата, но и експертите што доаѓа, дека сте многу добро засновани и многу добро подготвени од луѓе кои што знаат што е подписување на кредит. Но останаа таму каде што се и денеска, затоа што имаше блокада во самото јавно обвинителство. Понатаму, другата слаба точка се судовите. На еден или на друг начин, дали лошите обвинителни акти или предлози од страна на јавното обвинителство, дали недоволниот капацитет во судовите или пак користење на големиот капацитет за да се постигне нечија цел врз основа на некакво влијание. И тука повторно прашањето за интегритетот, кој не успеавме да го решиме со постоечките совети и во јавното обвинителство и во судството. Затоа овде ќе потенцирам, јас сум вклучена во координативниот комитет на создавање на меѓународниот антикорупцијски суд, кој што ќе треба да одговори на овие прашања. Што со предметите во државите каде што нивните институции и органи не се подготвени да постапуваат? Да може да постапува некој друг од надвор и да ги користи сите овие истраги кои што се направени на национално ниво на основа на законите кои што се создадени веќе, кои постојат и кои што може да се применуваат во самите држави. Постојат повеќе модели на антикорупцијски судови во повеќе држави, но оваа иницијатива веќе зазема замав и е подпишена од голем број на лица и представници, високи представници на држави, вклучително и премиерот на Канада и на Холандија и на Еквадор, кои што и повеќе председатели. Јас би ја споделила и таа иницијатива со иницијаторите на оваа иницијатива, која што може да порасне во нешто поголемо отколку ова што сега го читаме само во овој предлог на закон. И само се еден таков исчекор, како што е направен во Италија, исто така веќе спомната и во компаративниот преглед, и во други држави во кои што постојат модели на служби кои што сериозни надлежности имаат во истрагите и во откривањето на овие случаи, но и понатаму во нивното процесирање. Мислам дека е време да размислиме да направиме сериозен исчекор. Инаку и понатаму ќе продолжиме да покажуваме неуспех, понатаму ќе ја губиме државата како резултат на корупција, ќе ги губиме ресурсите од државата како резултат на недоволна активност на институциите
Еве да не одиме во иницијативите на антикорупцијска комисија, да го споменам повторно по не знам кој пат извештаја што го напишавме со колегата Малиновски за Скопје 2014. Таму не мора да се истражува целото одеднаш, но споменик по споменик може многу добро да се истражи и да се види што се случило. Споменикот на Никола Карев пред собрание, по тие документи е направен од мермер. А ние сите гледаме дека не е од мермер. И дека е платен 5 пати повеќе од колку што треба да се плати броза, како што знаеме. Значи, очигледни работи остануваат неистражени, непроцесирани, сторителите остануваат неказнети. И мислам дека е време да размислиме и акт или овој закон, овој предлог понатаму да се доработува, но и како понатаму да го оформиме целиот систем. Затоа што една сите уселби, се направи. И антикорупцијска комисија, и специјално обвинителство, и управа за финансиско разузнавање, финансиска полиција, ние се уште имаме слаба точка во јавното обвинителство и во правосудниот систем. Во однос на текстот за самиот закон, веќе реков дека направив една така анализа и целосно ќе биде доставено до подносителите на оваа иницијатива, затоа што сметам дека доколку се проложи понатаму со оваа иницијатива, треба уште малку да се дореди или добро да се дореди законот, со дефинирање уште веднаш да се знае јасно што е целта на законот и убаво да се дефинираат целите, надлежностите и начинот на работа на ова тело, по однос на раководењето и надзорот, исто така ќе кажам неколку збора. Меѓутоа, многу е битно и прашањето кој ќе биде основач на една ваква институција, а пред кого ќе одговара еве и управниот одбор. Ако управниот одбор се согласиме дека треба да биде тој што ќе го бира директорот, како ќе се утврдува задоволството или незадоволството или проблемите во работењето на оваа институција. Мора сето добро да се размислува и да се предвидува. Во компаративната пракса, дел од наведените се согласувам со Владо, не се ваков тип на агенции. Може би треба да се гледа малце и пошироко и надвор од Европа може. Да се оди во други примери каде што може да се најде на ваков тип на институции кои што имаат надлежност да постапуваат и како што е предложено дури да преземаат случаи. На основа на што? Значи, сето тоа треба многу убаво да се дефинира. Регионалните единици, мислам дека за тоа е се уште рано, да се размислува, првен да се види концептот и како тоа ќе функционира и со кого регионално ќе биде поврзано и што ќе работат тие регионално. Дури мислам дека и нема потреба да се преопроваруваме. УСКОК во Хрватска има 6 регионални единици, но на основа на таа организацијска поставеност на УСКОК формирани се и посебни полициски единици за соработка со УСКОК. Значи тоа целото е ставено во тој еден систем да и од полицијата има посебни служби кои што директно соработуваат со УСКОК и работат на нивните постапки, на нивните предмети, постапуваат по нивни барања. И така има 6 во Хрватска, доколку сакаме да одиме во таа насока, може да се видат и тие примери, меѓутоа поентата дека тоа е јавно обвинителство. УСКОК сепак е јавно обвинителска организација. Не е еден тип на посебна агенција. Понатаму дефинициите на откривање на тешки облици на организиран криминал, тешки дела кои ги сторуваат носители на јавни функции и организиран криминал. Значи, носители на јавни функции и носители на организиран криминал.
или тоа се истите лица. Мислам, имаме работа со дефинициите и не гледам зошто само носители на јавни функции. Зошто не и странски лица? Деновиве читав две книги кои се однесуваат на примена на Магнитски актот или законот за поврзување на истрагите на перење пари и организиран криминал со загрозување на човековите права. И мислам дека треба да се размисли добро, ако веќе се оди во оваа насока, да се градат повеќе работи што би требало да бидат опфатени. Тешки кривични дела, дефиницијата, господинот Трајанов рече дека сега ќе оди 100.000 евра. Прашањето како тоа на почеток ќе биде утврдено и дали некој предходно треба да го утврди пред да почне оваа институција да работи. Исто така, прашањето дали ќе се работи на откривање на скриениот имот во државава и во странство и како тоа ќе се случува, како тоа би таа соработка. Постоечките системи на меѓународна соработка во кривично-правна материја или правна помош, па дури и за обезбедување на овие информации не оди лесно. Многу долго се чека за сите информации. Она што се добива од управата за финансиско разузнавање се индиции се уште, дополнително се дополнуваат со потребните документи доставени на класичен начин. Мислам дека тука има и други модели кои што треба да се разработат, па ако треба ќе видиме и да се интервенира и во другите закони од кривично-правната сфера. Предлагањето на конфискацијата исто така треба да се дефинира на основа на што и како тоа треба да се дефинира, затоа што тоа е дефинирано во Законот за кривична постапка и можеби треба само да се преземат истите тие одредби и до некаде да се прецизираат. Забраната за политичко действување обично се врзува за изборните закони. Овде во кривично-правна сфера, доколку се оцени дека е потребно и тука, но мислам дека постојат модели каде што за само незаконито финансирање на политичка партија веќе може да се изрече забрана за учество во наредни избори и тоа би бил исто така еден добар механизам кој што ќе може да се поврзе и со работењето на антикорупцијската комисија, а нема да е директно врзано со работењето на оваа агенција, а сепак ќе обезбедува на некој начин интегритет во политиката. Исто така ќе постапува и побарање на Државната комисија за спречување на корупцијата, прашањето што може комисијата да бара од оваа агенција, освен ако не навлеземе во сферата на тајните постапувања, што понатаму прашањето дали е тоа работа на комисијата. Мислам дека треба да одиме во обратна насока, но исто така и за ова треба да го разговараме. Во членот 8 кај што вика се користат отворени извори, односно од каде се користат податоци и докази. Сега едно е информации, податоци, друго докази, сите тоа само овде пристапно знаеме. И ако се оди во пристап во бази на податоци, како што го направивме во Законот за спречување на корупцијата, кој што обезбеди пристап до 13 бази на податоци на ДКСК, или тоа веќе го имаат и финансиската полиција и управата за финансиско разузнавање, тоа би требало јасно тука да се разгледува и да се наведува. Прашањето за тајно собирање веќе влегува во друга сфера, примена на контролирани испораки, прикриени, специјални истражни мерки и методи, прашања кои што треба да исто така добро да се разработат од каде ќе ги црпи надлежностите. Видов дека се поврзува и со Законот за внатрешни работи и со Законот за кривична постапка, но сепак овде е убаво добро да се дефинира сето тоа, за да може да функционира како што треба. Во однос на тајноста на постапката, секогаш сум за транспарентност, нешто може да биде тајно додека е се уште во истрага, меѓутоа после тоа апсолутно би требало да биде објавено, затоа што може да се злоупотреби и една ваква тип на агенција за
различни цели и не може да работите за секој што остане на тајни, тоа мора да се разработи. Во однос на координацијата, повторно прашањето на улогата на јавното обвинителство и како ова ќе се стави над, и дури мислам дека и не можеме за тоа да разговараме овде, за тоа како ќе координира и насочува работата или на некој начин уште повеќе да се прецизира. Задолжувањето на другите институции се може и треба добро да се уреди натаму. Во однос на раководењето со агенцијата, само ќе кажам уште неколку зборови. Во моментов се наоѓам во држава, тоа е Сент-Луча, која што користи полиграф во избор на лица кои што ќе работат во специјализираните служби, вклучително и оние за борба против дрога или оние за борба против корупцијата. Тоа овде е воспоставено веќе многу одамна и тие сметаат дека тоа е добар модел. Ние за прв пат овде гледаме сега дека се воспоставува користење на полиграф при избор на вработените во оваа институција, што на некој начин треба да придонесе кон интегритетот на самата институција. Не видов таква обврска за изборот на директорот и заменикот директор. Мислам дека тоа би било добро да се развие. Затоа што ако тука се почнува постапка некаква за ветинг, затоа што мене овој тип на проверки, кои што исто така треба добро да се дефинирани и да се уреди на кој начин ќе може да се Господин Саше Димовски, новинар, е редовен критичар на функционирањето на нашиот правосуден систем и воопшто на овој дел на борбата против корупцијата и организираниот криминал. Како што спомна господинот Трајанов, се предвидува дел од управниот одбор на агенцијата да бидат и истражувачки новинари на предлог на Сдруженијето на новинарите. Господин Димовски, што мислите и за ова и воопшто за оваа нова алатка за борба против корупцијата и организираниот криминал? Благодарам. Се надевам дека овој предлог прво би поминал, бидејќи во самиот предлог предлагачот го споменува октоподот, ви текнува на славната изјава 96-та година, значи ние повторно по 28 години колку му ваков како што е со серија измени како што веќе беа посочени околу функционирање на агенцијата, можеби ќе зборуваме за нешто што навистина сме постигнале. Концептот за вклучување на новинари, гледам дека сега Црна Гора го вклучи со новинари во нивната национална агенција, да речеме, за борба против корупцијата, и не би било ништо ново, меѓутоа кога сме кај овој дел, би сакал да го искористам, иако и јас направив одредени своји забелешки кои мислев дека може да го подобрат текстот, да се вметне сериозен стаж во делот на членовите на управниот одбор. Кај директорот 106 години, мислам дека треба да се зголеми барем на 10 и најмалку 10 години искуство да се вметне и за членовите на управниот одбор, затоа што сепак треба да биде сериозна институција, да не добиеме некоја институција која би се изгубила во млади кои се уште не се доволно искусни. Од тука, во целиот овој концепт кој го зборувавме, неспорно е за мене дека ваква една институција би била пред формирање на овој состав на антикорупцијската комисија. Имав една неформална средба со двајца министри, еден веќе сегашен, еден поранешен, кои наводно се бореа за против корупцијата во сегашната влада, без оглед кој беше премиер. Им предложив да формираат еден така наречен кол центар, црвен телефон кој ќе има јасна улога и поврзаност со одредено лице во секоја институција, вклучително правата за јавни приходи, Министерството за внатрешни работи, сите институции кои имаат одредени документи, катастарот, се што може да значи откривање на имот, ова што овде се зборува, вклучително конфискацијата и се друго, и тие да бидат достапни 24 часа со свој офицер за врска кој ќе одговара веднаш.
да не ни се случи ние да добиеме уште една институција во системот на институции за борба против корупција во земјава, кој ќе биде во стилот испратиле толку иницијативи антикорупцијска до јавното обвинителство, со месеци, со години веќе не знаат што се случува и ние минатата недела добивме информација дека сега ќе биде назначен некој обвинител кој ќе биде врска помеѓу институцијата и антикорупцијска за да им каже каде ни се предметите, односно каква е функцијата. Не, во случајов оваа новата институција би требало да има една таква командна функција, каде што во истиот момент кога ќе ги побара преку офицерот за врски во таа институција да ги добие дали се докази, дали се документи, дали се потенцијални сведоци, што и да е. Ако ние се допишуваме и го чекаме поштарот да стигне од институција до институција, би ја сгрешиле во основа поставеноста на оваа институција. Таа би требала околу надлежностите за кои изборуваше и господјата Тасева на кого би одговарала. Веројатно треба да одговара пред комисијата за надзор над работата на службите, бидејќи ќе има полициски овластувања. Се согласувам потполно дека треба да се разработат одредени одредби во делот на тоа што и како ќе работи, пред кого ќе одговара, но сега е моментот, бидејќи во земјава упорно менуваме закони. Кривичниот закон, свесни сте, во собранието во изминативе 5-6 години на дневна основа се менуваше секојдневно. На кого требаше да му се ослободи син, ќерка, внук, се менуваа кривични дела. Сега се комплетно се отвара или се затвора, како што слушнав минатата недела министерот за правда рече дека сериозно се работи и на нов кривичен законник и на законот за кривична постапка. Значи, ако овој закон влезе во процедура сега, треба да се искористи моментот и да влезе во процес заедно со законите од кривичната сфера, меѓутоа и да се иницира измени на законот за судови, каде што мора да се предвидат и можеби променети надлежности ако овде иницираме дека ќе бара конфискација на имот. Дали новата агенција ќе бара преку обвинителството конфискација на имот пред надлежен суд, во делот на посебните истражни мерки, дали оваа организација ќе бара преку обвинителот до судијата на претходна постапка или евентуалниот судија во Врховен суд за определување на мерки, како ќе ги користи, под која форма ќе ги користи. Јасно е дека се што би работела и оваа агенција може да дојде по принципот на предметите на антикорупцијска само да бидат дури и во форма на кривична пријава, па да останат да ги разгледуваат, да ги дополнуваат. Улогата на јавниот обвинител во целиот овој концепт мора да се дефинира како ќе постапуваат и дали евентуално би ги поднесувале кривичните пријави или другите лекови сами пред судија на претходна постапка, барем да се осигураат во претходната постапка дека не би имале застој во делот на соработката помеѓу јавното обвинителство и оваа институција, барем во делот на посебните истражни мерки или конфискација на имот, која замрзнувањето може да се направи во претходна постапка, да не чекаме во отворање на постапката. Тука може би имам дилеми, но велам да се искористи сегашниот пакет кој ќе се отвори во собрание, бидејќи за овие процесни закони треба да има политичка волја и од позицијата и од опозицијата. Во секој случај, меѓународниот фактор барем сега е наклонет, повеќе амбасади го повторуваат истото, повеќе извештаи го зборуваат истото. Инаку има простор за доработка во огромен дел, па вклучително и ова што го зборуваме, колку јавноста може да биде иницијатор на одредени постапки. Не би требало и нив да им се посочува дека по допрен глас и оваа агенција може да отвора постапки, да поведува, како што тоа му е надлежност на јавното обвинителство и сега и во овој момент. Меѓутоа свесни сте дека многу малку се постапки кои се отвораат по допрен глас или барем се отвораат под ептен сериозен притисок на новинарите, медиумите и голем број на на други чинители, вклучувајќи го и невладиниот сектор, бидејќи без таква, да речеме, заедничка борба, барем декларативна, не ќе беа отворени ни неколку постапки пред јавното обвинителство за кои што сега се водат постапки, вклучувајќи го барем примерот кој беше спомнат со поранешниот генерален секретар на владата, вклучително постапка против директор на болница и одредени постапки кои беа иницирани од медиумите. Оставам простор на предлагачот да ги можеби дефинира и што значи тоа тешки форми на висок криминал или барем кривичните дела, за да не дојдеме во судир на
две институции, како што вели во прилогот дека може да превземе, меѓутоа институцијата која го раководи предметот може и да одбие да го достави и да видиме дали во случај на судирни интереси тоа би требало да го одлучува барем судија на претходна постапка во некоја форма, за да не вклучуваме управни судови или било што. Постапката, ако нели не ја дозволат институциите префрлање на предметот, може или по пречување на правда да покрене постапка. Тоа може би ќе биде еден од добрите лекови ако заживее кај нас, бидејќи многу се ретки предметите за попречување на правдата и многу малку сме сведоци дека има такви предмети кои завршиле со пресуди токму за попречување на правда. И во овој дел повторно ќе нагласам се соочуваме со сериозен предизвик, бидејќи во случајов предлогот доаѓа од помала политичка партија со помалку број на пратеници кои би можеле да застанат зад него, меѓутоа ако гледаме дека и едните и другите, барем двата блока во собранието декларативно се само со заложба за борба против корупција, да се истестира ова низ работата на комисиите, да се подобри законот и да се размисли во делот на мандатот на управниот одбор, таму се спомнуваат двајца пратеници, исто така да се види дали мандатот на директорот би бил 7 години, некако мене ми е тој многу долг период, можеби 5 години, каде што нема да ги фаќа парламентарните избори и едниот и другиот состав, но мандатот на актуелните пратеници кои би биле во телото да завршува со нивниот пратенички мандат, така да добиеме и малку скалест управен одбор, но во исто време и да се види дали и кој ќе го избира. Другите забелешки ќе ги доставам во писмена форма, бидејќи има простор да се доработува. Уште еднаш ќе се осврнам на системот на јавното обвинителство. Знаете дека беше изборот критикуван за обвинител за организиран криминал и од меѓународната и од домашната јавност. Не сме да ни се повтори да добиеме институција во која директорот би бил анонимус или дојден на начин на кој што подоцна би бил критикуван. Интегритетот пред се со малку поголем стаж, а во секој случај јавноста би ја добиле како сојузник ако ова го пуштите во сериозна јавна дебата, не само преку медиуми во форма на пресконференции, него настапи дебати, вклучително и со комисиите низ собраниските комисии и да се внимава во делот на овластувањата, посебно во посебните истражни мерки и собирањето на докази, за да не се претвориме во тело кое ќе биде независно, односно надвор од контрола условно од државата, а да стане како судскиот совет кој го спомна претходно професорот Калаџиев или советот на обвинители, кои ги воспоставивме да бидат независни, меѓутоа сега што толку се независни се затворија во својата зависност и никој не може да ги контролира однадвор. Не зборам за да им наметнува кои решенија, меѓутоа да ја исконтролира нивната работа во поглед на тоа што тие избираат и понатаму целиот судски систем па и системот на обвинители зависи од одлуките на овие совети. Да им дадеме целосна независност, но истата да биде сепак предмет на одредена контрола и критика, да не се забега во независноста, бидејќи доаѓаме во две крајности, од класична партизација до премногу независност, каде што не знам кој во кој дел ќе не внесе. И само така, со тоа што треба да се подразмисли дали овој орган, ако иницира постапки, тие ќе бидат само во специализираното одделение за судење на дела од областа на организираниот криминал, кој сега е сместено во Основниот кривичен суд, бидејќи сега е таков законот за судови, значи ако се планира и некоја друга надлежност, треба да се види дали овие дела би се суделе, односно би постапувале само во Скопје пред тој совет, односно во тоа одделение, каде што таму пак имаме директно влијание, крајното влијание го гледам сега, го спомена и професорот Калаџиев, изборот на председателите, председателот на судот со годишен распоред, распоредува кои судии ќе судат во одделите за организиран криминал, исто така и обвинителот определува кој обвинител ќе работи на какви предмети, дали се тоа полициски овластувања, бидејќи овде евентуални прекршувања би влегле во одделението за полициски овластувања на обвинителството за организиран криминал,
да се види дали ќе останат постојните решенија во тој закон, затоа што ние може, односно државата да создаде декларативно независна институција која ќе падне на последниот чекор, а тоа се судските постапки, бидејќи таму во овој дел може да се назначи било кој судија со годишниот распоред, таму да биде влијанието и било каква форма на откриен криминал да заврши прво со долги постапки кои ќе траат со години, второ со неефикасен систем за да добиеме конечна или правосилна пресуда ќе поминат години и ефектот не го гледам. Затоа овој закон би го поддржал условно во форма која ќе се доработи, но само во пакет ако влезе со сите овие системски закони и така да се подготви клима, бидејќи ако добиеме ваков закон, а останат решенијата во постојните закони во делот на судството и обвинителството, не гледам дека ќе промениме ништо. Значи, поддршка да за некое вакво решение со сериозни измени, но само во пакет со сите системски закони кои се однесуваат на судството, а кои во собрание нели треба да поминат дел од нив со двотретинско мнозинство. Тука би застанал. Благодарам, господин Лидовски. Би сакал сега да ги поканам присутните, публиката, доколку некој има коментари или прашање,